Најпрво им благодараме на интересот, на можноста да пред македонската јавност кажеме што дел од градоначалниците на ВМРО ДПМН изминатиот викенд работат овде во Скопје. Заедно со шведската фондација Jarl Hjalmarsson практично, со која што имаме долгогодишна соработка, разговараме за подобрување на локалните политики и подобрување на капацитетите на администрацијата, проектниот менеджмент, реализирањето на проектите кои што беа дел од изборната програма на градоначалниците на ВМРО ДПМН. Една група се сега. Во следните недели, во следниот период ќе бидат опфатени сите градоначалници. Јас сум навистина уште еднашка морам да кажам дека сум многу задоволен од тоа што можеме да размениме искуство со поискусните би рекол држави кои што се понапред од нашата држава и од таму можеме врз основа на тие искуства да ги подобруваме капацитетите на локално ниво. Се разбира, ова ќе продолжи и понатаму, како што кажав, и се надевам дека конечно граѓаните ќе добијат нешто поинакво споредено со тоа што беше изминативе 4 години, иако навистина изминативе 4 месеци откако се направи детален скрининг и мапирање на сето она кое што го наследија градоначалниците на ВМРО ДПМН, можеме да кажеме дека се соочуваме со многу проблеми. Практично изминативе 4 години на локално ниво се создадени олигарси од градоначалниците кои што претходно беа на тие позиции од редовите на СДСМ, но не го зборувам ова за да се жалиме, туку за да кажеме дека општините не постојат за градоначалниците, туку градоначалниците постојат за народот и така ќе продолжат да функционираат. Ние ветивме промени, ветивме проекти, ветивме и победа, победата ја остваривме, сега не останува уште да продолжиме со проектите и промените кои што се неминовни после дебаклот на политиките на СДСМ на локалните избори. Тоа ќе се случи на порано или подоцна предвремени парламентарни избори, бидејќи насила не можат уште долго да бидат таму каде што се. Така што, еве, доколку има било какви прашања поврзани со ова или со други теми, ви стојам на располагање. Повелете. Господине Мицковски, две прашања. Најпрво како го коментирате ставот на СДСМ дека антикризниот пакет од 400 милиони евра веќе дава резултат? И второто, неодамна најавивте дека тоест тоа беше ваш став дека веќе навлегуваме во спекулација, дали ова ново заложување од 600 милиони евра е во таа насока? Политиките на СДСМ се катастрофални. Неколку кризи се позади нас и моментално живееме во услови на криза. Во претходната ковид криза последни бевме тие кои што добија вакцини. Најпрво започнавме со проблемите со тестирањето, за да на крај последни завршиме со процесот на вакцинација. Потоа дојде летото, 2021-та, се сеќавате ни се случија оние пожари во Македонија, па молевме ни цела Европа да дојдат луѓе да ни помогнат, бидејќи властите СДСМ и дуино и градоначалниците на СДСМ во тие општини не беа способни да се справат со огнената стихија, па мораше и народот да се организира. Се разбира, тука беше опозицијата, повторно потврли СДСМ. Сега гледаме и со енергетската криза, иако ги предупредувавме дека ќе се случи, можам да заклучам дека и тука покажа некадарност, односно неспособност која што е најголема, би рекол, во Европа. Така што, еве, да сумирам, ако е успех и ако е резултат економската политика на СДСМ, која што нас убедливо не закува на последното место во регионот според растот на бруто домашниот производ, тогаш јас таква политика не оправдувам и таков успех не прифаќам. Во животот сум се борел да бидам прв и ќе сторам се за да бидам прв, бидејќи не така одамна Македонија беше лидер во регионот според растот на бруто домашниот производ. За жал денеска, поради овие така наречени политики на економскиот тим на СДСМ и ДУИ, Македонија е за жал и во 2021 година последна според растот на бруто домашниот производ во регионот, споредена со државите како што се да речеме Албанија, Србија, Бугарија, Косово, Црна Гора, па и ако сакате и пошироко еве Хрватска и така натаму. Истото тоа можам и да го кажам и според дефицитот кој што е во буџетот. Ние сме рекордери, имаме најголем дефицит во регионот, така што ако е тоа успех, еве јас да заклучам, не би можел да се сложам со
како го реков тоа момчево, Дава резултат. да, Каевски дека давале резултат, даваат резултат, но во негативна насока и тоа ќе го препознат граѓаните веќе на следните избори. Да, ние рековме дека имаме стагфлација, бидејќи имаме висока инфлација која што е веќе двоцифрена, а имаме стагнирање на економијата и затоа велиме дека имаме стагфлација и таа за жал влие директно на стандардот на граѓаните, на нивната куповна моќ. Повторно ќе кажам, жалам што тоа не може да го препознаат од власта, но знаете како велат, ако вие самите не знаете каде грешите, вие не можете да го најдете правилниот рецепт да бидете подобри. Но тоа ќе го одговорат граѓаните на следните порано или подоцна предвремени парламентарни избори. Вие барате 50% намалување на акцизата за горивата, барате мерките да бидат поопфатни, односно поголем број граѓани да добијат помош, но колку реално имаме пари во буџетот за тоа? Односно колку државата има пари? Па сме го кажале, тоа има ако не се краде, а бидејќи се плячкаат граѓаните, се плячка буџетот, пари нема, нормално. Доколку не се плячка и доколку не се краде, пари ќе има. Еве и ова ново задолжување што го најавуваат од 600 милиони евра, тоа ќе биде повторно покривање на непродуктивните трошоци. Сега да не ги редам, сме ги соопштиле тоа и како партија на пресконференција кои све министерства имаат непродуктивни трошоци. Доколку тие непродуктивни трошења, односно таа плячка и тој криминал се прекина, односно не се случи, тогаш пари ќе има. Ќе има и за повисоки пензии, тоа што го предлагаме, 20% повисоки пензии, бидејќи таква е нашата пресметка од моментот кога се смени законското решение за покачување 2 пати годишно на пензиите според растот на трошоците на живот и растот на просечната плата, до сега воведување повторно на овој стар концепт кој што ни го нарекува швајцарски концепт. Не знам кој ги насамарил така прописно, но суштината е дека изминативе 3,5 години власта на пензионерите им одзема 20% од нивните пензии, затоа ние побаравме да имаме зголемување на пензиите од 20%, практично на луѓето да им го вратат тоа што им го украдува, што го потрошија, мислам. Вие погледате, имате политичари кои што голтари влегуваат во политика, излегуваат милионери, милиардери, да не речем, отвараат фондации и така. Така што генерално состојбата е на економијата таква, побаравме исто така да имаме нивелирање според сложеноста на работните места и коефициентот на сложеност на работните места визави минималната плата. Тоа го одбија од страна на владеачкото мнозинство. Побаравме да имаме намалување на акцизата. Зошто? Затоа што тука е практично реалната подршка за граѓаните и за стопанството, бидејќи акцизата е таа која што влегува во даночната основица со намалување на данокот на додадена вредност. Практично ние не ја спречуваме инфлацијата и не го спречуваме намалувањето на стандардот на граѓаните, и тоа не го послуша, и тоа го одбија, бидејќи повторно ќе кажам, го полнат буџетот за да крадат. И конечно нешто еве што можам да ги пофалам дека го прифатија од опозицијата, тоа е што го продолжија онај процент од 5% за данокот на додадена вредност за сметките за електрична енергија. Тука во ред еве еднашка се одважија и прифатија нешто што опозицијата го предложи, да не заврши на 30 јуни, туку да трае до 31 декември, иако мислам дека на 30 јуни ќе имаме нов ценовен удар за граѓаните, бидејќи ќе имаме повторно повисоки сметки за електрична енергија. Господин, кој е вашиот став по однос на двојазичните амблеми на полициските униформи? Денавите став на тема. Министерот за внатрешни работи веќе најави дека тоа ќе биде процес кој што цела година ќе се. Па јас мислам дека тоа нема да го подобри стандардот на граѓаните во Македонија. Тоа е политичка тема која што служи за дефокус од криминалот, плячката која што се случува во Македонија. Нема да го намали бројот на автобуси кои што напуштаат Македонија со млади луѓе од Тетово, од Дебар, од Гостивар, од Струмица, од Виница, од Битола и така натаму. И тоа е уште еден обид преку поделба на народот да се сокрие плячката која што ја прави оваа власт, предводена од СДСМ и ДУИ. Така што јас на вистина сум чудоневиден со каква леснотија овие политичари во владата го навредуваат и го подценуваат народот во Македонија, мислејќи дека на тој начин ќе направат нешто со кое што ќе ги покријат овие нивни неуспеси, но јас не мислам дека е така. Мислам дека граѓаните гласно ќе зборуваат на следните предвремени парламентарни избори. Односно уставност. Да. Па ја не сум уставен експерт,
да почекаме да се комплетира Уставниот суд, па Уставниот суд да се произнесе по тоа прашање. Од партиите најавиде дека уставно ќе го обжалат. Имат некои забелешки по однос на ова? Или Левица исто така најавија? Па предпоставам Левица ќе даде став за тоа што тие мислат по тоа прашање. Јас можам да кажам дека не е добро политичарите да се мешаат во судски одлуки, иако во минатото видовме голем број политичари кои што се мешаат во судски одлуки, односно ги прескажуваат тие судски одлуки. Од вашата партија, токму за првиот човек на ВМРО Оливер Спасовски, секојдневно доаѓаат обвинувања и тврдења дека не работи соодветно. На што се темели тоа? На што се темели? На катастрофата која што се случува, бидејќи имаме тивка коалиција на криминалот со Министерството за внатрешни работи, односно со раководството на Министерството за внатрешни работи. Кај подсетам, уште 2017 или 18 година беше кога на спектакуларен начин се откри дека во обвинителството и во Основен суд, еден во Скопје, ако не се лажам, биле прислушкувани суди и обвинители, така натаму биле откриени тајни централи за снимање на разговори. Тогаш излезе, уште тогаш почна дебаклот на Спасовски, излезе и рече дека сето тоа е насигурно и знаем каде и така натаму, и дека сторителите многу скоро ќе бидат изведени пред лицето на правдата. Од таа работа ни трага ни глас нема, за жал. Па се до овие последни пасоши кои што се раздаваа на белосветски, балкански наркобосеви и така натаму. Имаме една сериозна спрега помеѓу криминалот и за жал раководството на Министерството за внатрешни работи, и кое што конечно кулминираше со оној тендер на набавка на сметачки машини од компанија која што е на црната листа на Соединетите американски држави, нели, они бидејќи се колнат наутро во Соединетите американски држави, заспиваат, предпоставувам, на тој начин, но за жал во пракса сосема е поинаква ситуацијата. Покрај криминалот и корупцијата, парите и провизиите немаат боја и тогаш и колнењето за престанува.